Годинава Ракометната федерација на Македонија повлечува потек. Тоа ретко го прават спортските федерации кои не размислуваат за развојот на спортот, да ги мотивираат сите спортски клубови да размислуваат и за поколеми дострели. Ракометната федерација одлучи за промена на системот на надпревари со желба сите клубови во Македонија да имат ист третман, да се развива ракометот, да напредува и кој е во експанзија во светот во што поголем број градови. Така во првата лига, највисокиот ранг надпревари во Македонија, ќе се надпреваруваат 16 екипи поделени во две групи. Сите имаат подеднакви шанси и мотиви да постигнат добри резултати. Во една од групите од првата лига ќе игра и Текстилец од Штип. Покрај штипската екипа ќе играат уште Вардар Неготино, Македонија Ѓорче Петров, Металург втора екипа, Скопје, Куманово, Партизан Спорт, Делчево и најдобрите 4 екипи во двете втори лиги продолжуваат натаму. Најдобрите ќе играат плей-оф со македонските екипи кои играат во европските купови. Со еден збор, се создаваат убави услови за подинамичен развој на ракометот во сите средини во Македонија. Првенството во првата лига почнува на 22 септември.